Значи, сакам да ви кажам дека не треба да трчате по парите и да се жалите дека мала ви е платата. Не треба да ги гледате политичарите, они своите деца во огин ги ставаат заради вас, само за вас да не ве расипат. Им отварат фабрики, им отварат овие фирми за струја, на Зоки Малиот. Ама не Зоки Малиот, да джуба со овој Зоки од Струмца што е. Зоки, знаете го Зоки со травата што е од Струмца. Зоки од Струмца го стават, го фрлат детето во огин, само за вас да нема пари. Знаеш како, боле 300 евра него 300 болести. Тоа сакам да ви кажам. Он го зима, детето на 18 години, ФАП отвора фирма за струја, еве ти 2 милиона евра шибај. Овие у школа професорите им е незгодно, не знаат како да му се обраќаат на детево, дали со Душко или со директоре, оти на 18 години директор. Малиов одали, овој со 20 години, што има 30 години бизнисменчево, го фрла, внучето во огин го фрла. Нати 20 милиона купија Соравија. Денес ја купи Соравија, утре едната петарди продава човек. Вие мислите лесно е тоа? Абе со свените деца во огин Рашко, 300.000 евра на детето, 4 години, нати тебе 30.000, нати тебе 30.000, купи кациенда. Ги расипуваат децата. Дај му сега ти на тоа дете, го тоа дете 4 години. Да го викнеш сега ти дај кажеш, чичо ти дај 50 денари. Ти гледа ти ја третиран ли си, нормално си, ме татко ми 300.000 евра ми дава. Гледа како ги расипуваат децата. И вие тоа не го цените. Не го цените. Оги брат ми, тебе не ти треба 300.000 евра. Ништо тоа не ти треба. Еве ќе ти кажам, Теодора, извини, Златна, сега ти си небитна, ќе земеме само како пример еден, окей, да не се љутиш. На Оги што му треба? Сега преку Оги ќе ви го давам примерот колку се малите работи се убави и ви се предност не ги гледате. Еве ќе ви давам пример. Оги брат, тебе не ти требаат милиони, милиарди тендери, не. Ти треба да си најдеш утре здравје, Теодорче, да не се љутиш сега, го земам, ти Теодора ми е многу модерно, не ми е како за домакинка. Треба да си најдеш некоја менче. Има ли некоја менче тука? Може, нема поима, но по карактер ќе ја најдеме. Треба да си најдеш некоја менче, што ќе те сака. Ти ќе си работиш во општина, таа ќе си работи у КАМ. Имате двајцата по 500 евра плата, илјадарче месечно, ви фалат уште 500 евра да прогурате, ама терате, некако се сакате, доволно ти е. И сега, Оги брат, дали ти некој ден сакаш, например, да одиш во Монако? Сакаш? Знаеш ли што има ти у Монако? На Зоки Формула 1 стазата има, таму ја направи, вие не знаете. Има коцкарници, казина, еве одоколу ќе ти кажам курви, така не е битно сега тоа. Одма ќе те расипе, ќе појдеш се Теодора, таму мислиш дека ќе се врати за тебе, Теодорче, 100% нема за тебе да се врати. Затоа ти викам, не треба да трчаш по тоа, ќе те расипе. Вака ќе си дојдеш тука, ќе си најдеш некоја менче, што ќе те сака, ќе ти пере, ќе те готви, ти прави компир манџа. И не треба Монако за да бидеш среќен, доволно е да влезеш во Стокомак. Влагаш во Стокомак, сабота вечер, менче си ја чука главата, утре дента 5 машини ќе пушта од тие ефтина струја, од тие 50 денари што ги заштедите тие се клучите 50 денари од 5 машини, нели? И влагаш у Стокомак, менче вика, леле, у пичку матер утре, кој ќе пере, леле, кој ќе пружа, кај ќе ги пружам сега, знаеш, менче е срекна топло време, 35 степени, 16 машини може да пушти 3 сата, брат, знаеш, се сушат од малиштата, не битно. И ти влагаш у Стокомак и гледаш на полицата Орнел прашак за перење. Стокомак. А каде е Монако? Стокомак. Орнел. Орнелчето, на Орнелчето со салотейп залепени 2 паштети гратис. И ти веќе си среќен. Еј, и гледаш паштетите и викаш, еј, ловечка гратис. Веќе си среќен, на Монако, а Курвија, Бело, Аца, Лукас, не ти треба, гледај 2 паштетите прават среќен. Ама Господ те гледа од озгора и вика, чекај чедо, јас за овие кои што не бараат многу имам уште да ти придам. Го земаш Орнелчето, го вртиш, на акција е. Ти си веќе херојот на менче. Еј, со 400 денара, кај ти се тие 100.000 евра, 300.000 Ламборджини, тука Бенвиња, Монако, не ти треба, со 4, ти си херојот на менче, со 400 денара си херојот. Плаќаш на каса, леташ на кај дома, леташ, се качуваш нагоре во зградата, немате лифт, немавте пари за во зграда со лифт. Небитно е сега тоа, се леташ нагоре, менче таква целата, ти влагаш унатре,
и го вадиш прашокот со паштетите. Менче го гледа паштетите и вика гратис. Ти кажеш чекај, го вртиш, вика на акција е. Менче веќе 2 пати ти има дадено со 400 денара. И вие тоа не го цените, малите работи ви се предноси, не ги гледате. Пуарам да вие. Пуарам да вие. Зимаш, искачаш на тераса, среќен, машината веќе врти, бабар. Малце шета машината, ама не битно. Битно врти. Менче срекна нема да пере на раце со свинскиот сапун. Со свинскиот, да. И брат, палиш цигара и тука пред тебе проаѓа тој од Швајцарија што е дојден од диаспората со Ламборџинито што го рента тамо. И доаѓа тука да се курчи. Гледате како ги расипува парата на курчки тера. Доаѓа со Ламборџинито, со Ламборџинито и ти му викаш колку си глуп. Мене не ми треба Ламборџини и 5000 евра плата. Мене ми треба менче и паштета. Колку малку си среќен, влагаш внатре, веќе мириса орнелчето, ја отвораш првата паштета, мириса на орнел и на паштета на домакин лук. Малите работи, зимаш мачка, зимаш едно лепче, тоже маце тврдо ти е лепчето да ти од завчера, треба ти трае до среда, го подпеквиш маце со маргаринчи, со вегетичка, со кристалче, тап го вадиш, тенко од паштетата мачкаш се, гледате со менче на солзени во очите, ви фалат 500 евра да го прогурате месецот, но ти е доволно. Ете тие мали работи не ги цените и плюкате по политичарите. Срам и арам да ви е. За крај, пред да свршиме. Сам да завршиме, не ме гледате така. Другари, не дај Боже ја да сум ви на власт. Мислам, еве например да замислам ја да сум ви премиер. Прво Бог да чува ја да сум ви премиер, али еве, например, замисли да сум ја премиер. Да, свикам пичкова, замисли си премиер на ваков незахвален народ. Замисли да си премиер на народ што го донесе Зоки да биде премиер. Каква Дилајла, мајко мила. Замисли да си премиер на народ што у сабота у 9:30 са бајле се тепа за леп како ненормален. Зашто? Оти ништо не работи, утре купи 5 леба ќе умреме за леб дома. Абе, еве го кај е понеделник. Ти знаеш кај е понеделник, ти будал си купи 5 леба ќе умреме за леб дома, ненормален ден. Оти макароните со леб ги јадеме, разбираш. Замисли да си ти премиер на народ што у короната се тепаше за тоалетна и квасец. Како тоа да е лекот. Земеш малце квасец од тоалетната, го замоташ квасец од тоалетната, малце тука, ти пројди и корона и све. Ја не знам, уште ја трошиме тоалетната од короната ние дома. Немам купено тоалетна 4 години. За крај, другари, да сум ви ја премиер, ич да не ме гласате вие, нормални ли сте? Фала ви многу, да сте живи и здрави и да ни е жива Република Македонија. Здраво на сите. Колку сме, толку сме, толку сме, не сме искорумпирани најверојатно, пошто другите виделе, антикорупција, ова, добро ми е мене вака сега, што сега таму кидам да ме поучуваат нешто. Али супер, јас сум Надица, глумица сум по професија, од Неготино сум иначе, и еве тука сме, Јован беше од Охрид, Маријан е од Битола и Бојан е од Скопје, значи од секаде нима, од цела Македонија сме се собрале. И јас сакам прво да ве запознам во чест на мојот колега Маријан со една од моите персони, бидејќи јас имам multipersonal disorder како глумица. И прво сакам со нејзе да ве запознам. Здраво! Јас сум Надета од Битола, од града на конзулите, од града Патпелистер, од града на Манаки, на Филмо, од града со Сато, од града со најбајте чупиња. Пред 3 години завршив средна горната и значи претешко, престроги професори, премногу за учење, а кој ќе те станат за испитвање исто ако докторат да треба да браниш. Мислам, татко ми со сите професори се знае, ако сакав можев да фаќам врски,
Ама не ќе, и за среќа се погоди годината со короната и дека онлайн ред можеш да се препишуваш. Иначе тоа со короната не избудале. Не избудале. Среќа што матурата не ја клада онлайн, оти мислам фустанот од 500 евра од прва година што си го мислам тато што ми го купи не е за детска да го носам, така? Прево си поминавме вечерта, ама јас уште са бајлето се пренервирав. Бев ке олето на шминка, ке олето кај црно што има дуќан олето. Олето на 500 душен треба врче дам олето. И си одам на кај дома и ме заставна цајкан. Ми вели, чупе зашто не носиш маска? Како извини? Маска да клам. 2500 дава за шминка, маска да клам. Хајжи ти се пушти ме. Среќа татко ми дека се знае со цајкано. Мислам, тоа со короната не избудале. Се вакцинирав нормално. Зборав со духовниот учител во човечко тело што медитираме на Пелистер и дека тој тоа дека безполово, дека се бави со астрологија, ми рече со AstraZeneca да се вакцинирам. Астра за астрологија, Зенека за зен да бидам. И еве веќе 4 години, фала. 4 години мислам што студирам. Дали медицина или економско. Ама мислам дека економско ќе запишам, отишо докторка 10 години да учам за на крај по кломпи да се шетам. Вака си се знае пример в банка да си работи човек секој ден дотеран штикличе кошулче па на пауза на кафе ќе си слам широк сокак. Што в болница ни ногти можеш да клаиш, ни накид смееш да клаиш. И така, дека па шо на крај татко ми може да ми купи диплома. Фала. Тоа беше Надето. Јас се викам Надица иначе. И ви кажав дека сум глумица и работам исто со деца, правам представи, имам независен театар Златен Илец. Правам исто представи за деца, многу ги сакам децата. Исто држам часови по глума за деца. Значи децата ги обожавам, они се злато. Во буквална смисла на зборот, пошто највише пари има со работа со деца. Не, мораш да ги сакаш децата ако работиш со нив, тоа е немогуче. Али моите деца се прекрасни. Не знаете колку се само они дисциплинирани. Овие сега деца сегашните деца во ова време. Они се многу дисциплинирани, они се многу одговорни, они се секогаш точни. Секогаш на време ми ги пишуваат домашните задачи. Само што дома си ги забораваат. Работиме со нив секакви вежби. Работиме вежби за говор, за диафрагма. И они се природно многу талентирани. Они се многу гласни, јасни, артикулирани. Посебно кога се кодошат помеѓу себе. Они се прекрасни. Јас ги обожавам. Исто работиме секакви вежби за говор како брзозборки. Знаете што се брзозборки? И они се толку паметни што ме поправаат цело време, ме коригираат. Јас им викам, ајде дечки, сега оваа брзозборка. Петко пеш по патот оди, патот право в школа води. И ме викаат, не наставничке, не е сега така. Сега е друго. Сега Петко со Порше у школа оди, татко му у приватна школа го води. Друго е времето. Ја викам, дечки, добро, ајде друга. Ова е таква театрална. Кралот Карло и купи кларинет на кралицата Клара. Па после некој време се смени, кралот Карло и кралицата Клара му купија кларинет на кралчето Карло. Ама они ми викаат, не наставничке, не е така. Кралот Карло и го украде и кларинетот и кралчето на кралицата Клара. Добро. И ми викаат, не наставничке, на македонски веќе не се модерни, сега ние на англиски учиме. На англиски ќе ти кажеме, ние имаме брзозборка на англиски јазик. На TikTok ја има. Овие англиски Козаев да ја пишувал. Вака е. Ова треба да го запамтите ако сакате да сте го тек. I know study, I know care. I go marry millionaire. If he die, I know cry. I go marry another guy. Гледам, не знаев дали да плачам или да се смеам. Ево и кучето се вознемири. I know study, I know care. I go marry millionaire. If he die, I know cry. I go marry another guy. Абе, шо правиме бе со децава, бе? Од мали ги учиме на корупција. Еве, последно читам некоја статија, вработени во Врховниот суд, се фатени како примаат награда. Награда. Од кога бе го сменивме, бе, тој збор, бе, награда. На децата шо им правиме сега?
Ако си умна, ќе ти го дам телефонот, еве ти го телефонот, за ја да можам да си скролам на Инстаграм. Ако ти се сите петки, на крајот на годината ќе ти купам iPhone 15-ка. Абе, кај нас. Ако не ти се сите петки, ќотек ќе јадеш, бе. Ама не, сега награда примаме. Така? Сите награда примаме. Па тоа е. Затоа сега нешто телефонот само ми звони. Вие телефоните ги ставите на silent. Здраво, добар мрак. Оти не е ни вечер, ни ден не е. Како сте, добри сте? Мито и корупција ни беше темата. Мито и корупција, мајка Тереза назад, ја утнавме работата. Шо да кажеш, гледа од озгора, небото е. Драги мои пријатели, мито и корупција, да речиш во Македонија, то ти е нешто што си го носиш од роѓење. То ние не го разбираме како нешто са мито, корупција. Тоа е една способност што ја развиваме сите овие години. Тоа е способност што има македонецот во себе, таа способност се вика снајди се. То не е како нешто многу тешко, ти прво замисли кога ќе се родиш, еве син ти се раѓа на пример. Одиш болница, чека, жена ти кренат нозете, брка работа, таму све сите работи, данки издегува и во еден момент издегува сестрата. Ти прво што правиш, вадиш 100 евра. Очу ти е кеф прво. Тај кој ќе ти речи, замотана папочната врвца му беше околу вратот, јас го спасив, уште 100 евра плюс. Значи то, па да, сакаш да се отстрамиш со жената. Ти помогнала, од тука почнува моментот. После расти бебето, расти, во еден момент стигнуваш во градинка да го запишиш. Еве гледам тука мајки, татковци со бебиња, со деца. Абе ти знаеш шо е бе да запишиш некој во градинка? Абе не е мито и корупција, то и мито и корупција заедно сите бе човек. Да се јавиш, да ургираш, да молиш, да колиш, партија да активираш евентуално ако треба. Тоа све е за доброто на детето. Кога ќе влезе детето таму од мало, знај дека тоа со мито корупција е влезено внатре. И знај дека понатаму се полесно ќе му биде. После расти детето, расти. На училиште. Тројка имало математика. Па нормално дека ќе се јавиш кај наставничката бе. Дали било срамота да се јавиш да те почастам 100 евра, пијачка, нешто да се види, мислам. Тоа се нормални работи кај не се. Јас не знам што зборате ова, да немало мито корупција, како ќе живееме ние. Како ќе го запишам детето в градинка пример. Еве, и си завршил работа математика, пишале таму 4-ка, 5-ка. Иди средно. Иди факултет. За на факултет луѓе. Порано беше исто мито корупција со професорите, држ не да е ова она. Сега нема мито корупција. На приватен ќе го запишам, што го имам. Плата ми ќе дае, па ќе си заврши како господин. Одел, не одел, абе уживе, еве уште 1000. Ама тоа све е дел од животот. Башка, дечкото кога ќе порасне, ќе излези. Сега со мобилните ваму таму седат, гледа јака женска, атрактивна, го привлекува се. Прво нешто што прави, ако некоја му се допаѓа, ќе мани лајк. Лајкот ти е првиот елемент на мито. И корупција понатаму ќе следи. Лајк уште еден, 10 лајка, 20, 30, 50, во на месенџер пиши здраво како си. Таја вика еве добро сум. А веќе има 120 лајкови собрано. Отвараш ти фино лепо прво на фотографиите. Лето 2024 на одмора кој може да се најди. Ти не гледаш. Ние порано правевме, ќе излезеш и ќе видиш тука во полутемно, во мракот ќе видиш, тука ќе се заљубиш.
А сега нема, сега си имаш каталог, ќе видиш слики одма сликана. Ги покажува сите своји способности, могуćности. Ме гледате таму седнати, вие фамилиарно што сте. Ќе видиш фино лепо покажана, па дома, па во кујната, па во вецето, наплочки, да видиш како е целосно уредена. И ти ако сакаш маваш неколку лајка, пушти ти водичката и после тоа си тераш работа. Стигнуваш ние на времето, исто да го имавме. Седат другарки сите, седиш ти тука со другарите, цела вечер, сакаш да и се приближиш на некоја, прво нешто што правиш, го викаш келнер, да викаш пушти таму една пијачка. То не е мито. То е мито истото е. И почасти ги другарките, велиш. Оди сега почасти така цело друштво. Ки треба еден мал кредит да земиш од овие. Земи брз кредит да почастаме едно друштво по една пијачка, човече. А инаку, знам дека сега, еве, светските трендови и така натаму, мито... Звукот се појави од озгора, што казнува. Знам дека, еве, мито да немало, корупција да немало и така натаму, се сваќам. Ама од овде потекнува се, од оваа наша Македонија како и да изгледа. Си викам, замисли, ние го имаме то како нагон, како животински. Те пуштат негде, например, еве, сега од Битола стигнав до Скопје. Јас, пример, вечер треба да се вратам Битола. Како? Појма неам, ќе се снајдам. Ќе отвориш некој, ќе се најдиш во ова, она опќе те приберат со колата, ќе заминиш додому. Ќе те однесат. И сега си викам, замисли ситуација, да има некој кој што е македонец, отвара на интернет, од Виз Еир имам ефтина пробна понуда, летање од Скопје до Буенос Ајрес, пример. Пробна. И нормално во Македонија е пробната. Нема биде во Германија. Пробна 1200 денари повратно. Ги броиш дома парите 150 евра. Викаш имам. Еве, картата 1200, останатите джепарац. Земаш, се тргнуваш натаму, успеваш, стигнуваш. Таму ти се дешава, не знаеш како, пасошот ти го земат, ти го крадат, го губиш и така натаму, парите ти ги земат, останваш сам среде Буенос Ајрес. Гарантирам дека тој човек за недела дена овде ќе седи тука, ќе пие кафе, ќе пуши цигаре од пушекот овде вака од земја ќе го гази, вака со нога. Како? Појма немам. Се снајде човекот. Е, толку е работа. Замисли швајцарец да му се деси истото. Таму да стигне и да го снема, значи, пасошот да му го снема, пари да му ги снема, ништо да снема. А па ќе почне ќе се јави во амбасада, ќе го повлечат од амбасада, ќе почне ова да прави, она да прави, хеликоптери, НАСА, Интерпол ќе го барат, па ќе зема пари до животно, доживеан стрес што доживеал таму. А ти, како македонец, немаш такви привилегии. Тебе амбасадата не може да те повлечи. Зошто? Оти во Аргентина, Македонија нема амбасада. Ти си остае на тоа да се снајдиш. Да најдеш чаре како да се спазиш од таму. И си викам, си размислувам што би било, пример, швајцарец да дојде да живее тука Скопје, пример, на добра волја. Мислам, до душа тоа е епте научна фантастика се вака. Кој ќе гледаш? Овие од Афганистан што поминуваат тука, што бега за некај Германија, тие не ќе да останат, не швајцарец, па доброволно. Тие швајцарците, афганистанците кои поминуваат, вика, абе останете, ние знаеш желни ни требаат, останете ни требаат работници, таксисти, келнери, оти ние директористи сме, знаеш. Нема кај нас со по 3 дипломи сме. Останете овона, колку плата земате? 400 евра. Аја, браќа, и вие сте за со нас. Е, таква е атмосферата. Еден спонтан аплауз, ве молам, живнете малку во ова притушно време, во ова време на време за паметење. Си викам, ете, и тој швајцарец, да видите. Зошто нас не треба да ни се одземи тоа мито и корупција? Дека тоа е дел од нашиот идентитет. Може името ние го дадовме, ама митото не го даваме, дечки. Митото не го даваме, па што сака нека види. Замисли швајцарец да треба да стигне до Битола, се види со мене, влегва транспорт во возот влегва. Само да влези, збуне целиот препарен, ми каже, железничката овде, возот, да, ќе влезам внатре. Влегва во возот внатре, го наоѓа машиновозачот, му вика, извинете се, збунив да... Дали овој возот за Битола да не го сгрешив? Дете златно. Не можеш да го сгрешиш. Оти само за Битола е, идене. Вика, добро, кога ќе тргни? Абе, дете. Појма немам. Добро, кога ќе стигни? Уште потешко. Поарно да не тргни, му дека треба да стигни. Не знаете кои проблеми, а за македонец тоа не е проблем? Влези кога ќе тргни. Кога ќе тргни тогаш, брат. Битно да стигниме, викаме. Тргнува...